Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Годинава што изминува, за жал, е се уште во знакот на политиката, студениот туш од Макрон и надобивањето датум за преговори со Европската Унија, корупцијската афера Рекет, која ја разниша владата, па и државата, судските процеси против поранешни политичари на кои не им се гледа крајот на политиканските калкулации. Економијата остана некако на споредниот колосек, иако забележавме одличен економски раст од 3,6%, потоа историски најниска стапка на невработеност од 17,4%, за 2 години во држава се инвестира над 741 милион евра странски инвестиции, потоа се подпишаа 34 нови договори за странски домашни инвестиции, 12 фабрики се изградија, 22 фабрики се во процес на градба. Потоа просечната плата од околу 25.000 денари, минимална плата од 14.500 денари. Ова значи закрепнување на стопанството и зголемен извоз. Но и оваа година капиталните инвестиции потврлија, односно не се искористија стотиците милиони евра. Па во буџетот за 2020 година со рекордни 3,9 милиарди евра, жестоко критикувано од бизнес заедницата и од опозицијата, голем дел ќе завршат за плати на администрацијата, односно ќе се инвестира во човечки капитал, како што велат од владата. Менеджирањето на економијата е натовар на плеките на вице-премиерот задолжен за економски прашања, Кочо Ангјушев. Македонското радио Скопје го покани за еден обемен разговор со цел да чуеме што сработи владата изминативе 2-3 години, имајќи во предвид дека до година во април се закажани воените парламентарни избори. И нормално во една ваква атмосфера и нема што да се очекува посебно од бизнисот. Во изминативе 2,5 години во држава имаше тешки политички теми за решавање, па бројките во економијата не беа доминантни, иако се одлични. Владиниот тим неодамна се пофали дека владата успеа за 2 години да отвори повеќе од 54.000 нови работни места. Со помош на овие политики, државата дојде до историски најниската стапка на невработеност од 17,4%. Господине Ангјушев, ова се факти за респект, но младите, особено стручните луѓе, се иселуваат од државата. Како го коментирате овој парадокс? Пред се ви благодарам за поканата, поздрав до вашите ценети слушатели, ја користам приликата да ви ја честитам и 75 годишнината на куќата, вашата реномирана куќа, Македонска радио телевизија, сега конкретно радиото. Значи и покрај отварањето на многу медиуми е сепак, значи посебно радиото слушано, бар јас секогаш ја користам приликата да ги слушам вестите на Македонско радио. Го поставите конкретно прашањето околу иселувањето на младите, тоа за жал не е тренд во нашата држава, тоа само во нашата држава, тоа не е тренд од пред, не знам, 2-3 години, тоа е тренд во подолг временски период, предизвикан пред се од две работи. Првата работа е пристапноста до информација и мобилноста, што е придобивка на овој 21 век и луѓето може лесно да се информираат каде каква работа има и така натаму, што е и добро. И втората причина е што после кризата настана раст во Западна Европа на индустријата и тој раст предизвика ослободување на многу места за работа, односно работни места во западноевропските развиени земји, пред се Германија и поразвиените земји се разбира, и тоа предизвика побарувачка од друга страна населението во тие земји е се постаро, наталитетот е се помал во тие земји и тоа предизвика една транслација, да речеме, на млад народ не само од нашата земја, него и од целиот регион, вклучително и од земјите кои што се членки на Европска унија, како Бугарија, Хрватска, Грција исто така. Грција е испразнета, сега еве Грција воведува мерки за враќање на младите луѓе, Романија исто така. Мислам дека полека тоа станува и на некој вид на помодарство, бидејќи станува атрактивно, но младите луѓе кои што јас сум контактирал со нив, кои што се отидени во тие земји, не живеат подобро од тие кои што имаат солидна работа во нашата држава. Затоа единствен начин, значи, да се тоа стопира е да во нашата држава се обезбедат поквалитетни работни места и управо тоа
се обидовме да го направиме преку запослувањето на овие околу 60.000 луѓе во нашата држава во овој период од, веќе полека станува 2 години и 6-7 месеца. Во статистиките што ги имав за 2 години тоа беа 54.300, сега се веќе близу 60.000 и затоа и се намалува стапката на невработеност и што е уште поважно, платите растат. Значи, свесни сме сите, иако тоа не е можеби со нивото да одма ги стигнат западноевропските, тоа и не може да биде така. Секој кој што ќе вети дека Македонија ќе стане Швајцарија или Германија за 2, 3, 5 години, мислам дека дава нереални ветувања, но она што е многу важно да со тие примања што се зимаат во нашата држава и со трошоците на живот во нашата држава да се достигне од прилика бар приближен некој стандард, па би рекол на централно-источните европски земји. И оваа година капиталните инвестиции потврлија, односно не се искористија стотиците милиони евра. Па во буџетот за 2020 година со рекордни 3,9 милијарди евра, жестоко нели критикувано од бизнис заедницата и од опозицијата, голем дел ќе завршат заплати на администрацијата, односно ќе се инвестира во човечки капитал. Господин Ангјушев, зашто 2 години наназад потврлуваат капиталните инвестиции кои се нели генераторот кој носи економски раст, експертите обвинуваат дека владата нема подготвено проект. Кога викаме дека ќе се инвестира во човечкиот капитал, не се мисли дека парите од буџетот ќе се троши на администрацијата, дека тоа е човечки капитал. Да, тоа е секако човечки капитал, али кога тоа го зборуваме, не мислиме пред се на администрацијата, него мислиме на 2 други мерки. Едната е мерката за поддршка на зголемување на платите, односно придонесите. Значи, идејата беше како, видите, ова прашање е поврзано со претходното прашање. Ние сите викаме да ги задржиме младите луѓе во нашата држава. Како ќе ги задржиме ако нивните плати не растат? А од друга страна, како ќе растат нивните плати и дали економијата може да го поднесе тоа за да остане? Знаете, вие можете да качите платата со сила и дупло, ама да пропадне утре фирмата. И сега што правиме? Значи, затоа мораме тоа да го правиме внимателно. И кога викаме, значи, дека дел од парите во буџетот се наменети за човечки капитал, тоа е таа мерка каде што викаме дека секој кој што ќе ја качи платата меѓу 600 и 6000 денара, ќе му се платат придонесите. Значи, само нето платата и персоналниот данок ќе го плати стопанственикот, односно компанијата, а додека придонесите ќе ги плати државата. Со тоа очекуваме да платите пораснат и видите веќе значителен број, значи на луѓе, мислам дека околу 80.000 само во првиот месец ја користат оваа мерка, што значи дека веќе се користи масовно. Преку тоа значи ќе има повеќе пари, пошто ќе се платат дополнителни придонеси, ќе има повеќе пари и во фондот за пензиско и во фондот за здравствено, па со тоа ќе може да се качат и пензиите и нормално да се качат платите на здравствениот сектор. И тоа е таа мерка. И втората мерка е каде што имаме предвидено повеќе од 1 милијарда денари за преквалификација на вработените во компаниите, бидејќи видите, за да бидете вие индустријска земја, за да бидете да имате индустрија, вие морате да имате кадар кој што ќе може да работи со нова технологија, заради да бидете продуктивни. А тој кадар за да работи со нова технологија мора да го квалификувате. Не можете вие да најдете стално луѓе од улица, од надвор, невработени кои што ќе може да работат со таа технологија, него ако вчера работел еден квалификуван работник или еден специјалист во една компанија со постара генерација на машина, подобро е него да го преквалификувате за нова генерација на машина, софтверски управуване или било како. Тие се пред се мерките кога викаме нормално растот на платите на администрацијата од 5% е само раст што го прати реалниот живот и реалниот сектор, бидејќи видите и администрацијата и пензионерите се дел од ово општество. Ако ние да речеме ја направив една споредба 2 години од јуни 13 до јуни 15, па после од јуни 15 до јуни 17 и од јуни 17 до јуни 19, кога беше во функција ова влада, во првите 2 години 13-15 платите се качиле 821 денар, после тоа од 15 до 17 се качиле 842 денара, сега се качени над 2300-400 денара веќе. Па видите, тоа качување реално, кое што се случува и во реалниот сектор, веројатно треба да го почувствуваат и администрацијата и пензионерите, и мислам дека и непотребно се дига фама околу тоа, дека е тоа некаков предизборен маркетинг, напротив, тоа е само реална ситуација во моментот, бидејќи не можевме ние тие да ги качиме пред година дена кога резултатите не беа постигнати. Прво вие да ги наполните фондовите, па после да ги качите платите, а не обратно.
Во овој контекст за капиталните инвестиции, некако граѓаните очекува дека ќе се градат патишта, ќе се градат, не знам, железницата е во очајна ситуација и така, други инфраструктурни проекти, гасификацијата и така натаму. Во тој контекст беше моето прашање. Мислам дека се прави една голема грешка што во капиталните инвестиции во владата се ставаат и гасификацијата и патиштата, пошто вие тие ги посочивте. Тие се баш напротив одлични во својата реализација, но тие се надвор од буџетот. Значи да, порано сите тие беа во буџетот и после тоа се извадија надвор од буџетот, пред се заради прикажувањето на јавниот и државниот долг. Патиштата се реализираат со исклучително добро темпо и мислам дека сега како што се рехабилитирани патишта, не се рехабилитирани никогаш и завршени патишта. Сакам да ве потсетам се што беше завршено, можеме да зборуваме. Меѓутоа, некаде околу 700 километри патишта што се во ингеренција, значи автопатишта, експресни патишта и регионални патишта во ингеренција на јавното претпријатие за државни патишта се дел рехабилитирани, дел нови направени. А што се однесува до гасификацијата, таа е реализирана над 90% од тоа што е нејзин буџет, но таа не се наоѓа значи во капиталните инвестиции, него во претпријатието во МЕР и дел само од парите како кредит се наоѓаат во буџетот. Се разбира, капиталните инвестиции можеше подобро да се реализираат, тоа ако е конкретното прашање, но тука има два фактора. Значи, едниот фактор беше факторот на лошото планирање и неподготвените проекти, но тие не се подготвуваат така брзо како што се очекува. Сакам генерално само да обрнам внимание дека ние зборуваме за период од 2,5 години, во кој кога ќе дојдете на почетокот, ви требате едно 6 месеци прво да ја согледате ситуацијата во која што се наоѓа државата, бидејќи вие не ги имате сите сознанија пред да бидете внатре во владата. Значи, ние зборуваме за некој ефективен период од 2 години. Во тој ефективен период од 2 години имавме председателски избори, локални избори, референдум имавме. Во секој изборен или таков некаков значи процес на одлучување на граѓаните, вие губите 2-3 месеца. 3 пати по 2-3 месеца се 9 месеца и се тоа кога ќе се сведе, практично ефикасниот период за работа на оваа влада беше нешто околу година и пол. И сега ние споредуваме резултати од година и пол со резултати претходно од 11 години и можеби тоа така изгледа дека тогаш се градело и правело, меѓутоа фактите и бројките кои што јас ви ги кажувам, него тоа кажуваат. Во изминативе 2 години во државава дошле и се инвестирале 741 милион евра странски инвестиции. За 2 години владата подпиша 34 нови договори за странски и домашни инвестиции. Од нив 12 фабрики се изградени, а 22 фабрики се во процес на изградба. Неодамна овие бројки се променливи, бидејќи неодамна Локотранс од Република Чешка подпиша договор за државна помош за инвестиција во вредност од 15 до 20 милиони евра, во која се планира да се отворат од 250 до 300 нови работни места, односно ќе произведуваат шински возила. Потоа во Пробиштип, во индустријската зона Неоказија е означен стартот на работата на една од најсовремените фабрики од овој тип на Европа, Crownfield Foundry, компанија за производство и обработка на одливци од сиво и нодуларно железо и така натаму, да не ги набројувам. Господин Ангјушев, дали овој нов начин на привлекување странски инвестиции ги даде резултатите кои ги зацрта оваа влада? Па самите бројки што ги прочитавте, доколку ги споредиме со бројките од претходните периоди, да речеме периодот од 13 до 15 година, биле подпишани 7 договори и пуштени 6 фабрики. Значи исто споредуваме двогодишни периоди, така. Во периодот од јули 15 до јули 17 година биле подпишани 9 договори и пуштени 7 фабрики во погон, а бројките за овој период, односно овие 2 години, веќе вие ги прочитавте, да не ги повторувам. Значи се 12 пуштени фабрики или над 30 договори подпишани, кои што ќе се пуштат во иднина. Јас очекувам на бројките кои што ги имаме и како пари, нели, тоа ова што го зборуваме, можеби изгледа дека нели као бројка е ништо, меѓутоа кога ќе го кажете и како вредност, тоа истото го потврдува. Значи во периодот од 13 до 15 година како директни странски инвестиции во државава се влезени 457 милиона евра, во периодот јуни 15 јуни 17 555 милиона,
а во периодот јуни 17 јуни 19 741 милион, без овие што вие новите ги кажавте. Има и други. Кога ќе ги додадеме сите кои што еве деновиве ги објавуваме, таа бројка на крајов од мандатот ќе достигне 1 милиарда, значи некаде до, да речеме, мај-јуни месец таму, кога веројатно ќе се формира нов парламент и нова влада. Така да, мислам дека ова ќе биде убедливо најуспешниот период од делот на странски инвестиции. Видете, што недостасуваше? Концептот на презентација на резултатите на владата претходно и сега е комплетно сменет. Значи, што е сменето? Сменето е во претходниот период, пред доаѓањето на оваа влада, меѓународните активности на владата беа многу мали. Јас не би сакал да навлегувам во делот на меѓународната политика, меѓутоа немаше што со друго да се на некој начин бомбардира јавноста медиумски, освен да се прави некаква реклама од економските политики. Во овие 2,5 години, за жал, тоа не беше така, односно се промени. Кога ќе речам за жал од презентацијата на економските мерки, а не за жал на државата, заради тоа што надворешно политичката активност и прашањата политички што се решаваат дома и со соседите, мислам дека беа значителни и тие беа некако доминантна тема. Но ако сакаме во економијата, а во економијата нема како поинако да се зборува освен со бројки, бројките се овие што ви ги кажувам. Можам да кажам само дека во последниве 2-3 месеца објавивме, значи ги кажавте вие, објавивме Локотранс, Кранфилд и така натаму. Еве јас ја користам приликата да најавам, а тоа ќе го објавиме во сабота, после владината седница на која што ќе помине договорот, е компанијата Дура. Тоа е американска компанија која што ќе прави 2 фабрики во нашата држава. Тие ќе бидат исклучително големи, над 100 милиона евра се само тие 2 фабрики. Станува збор за една фабрика која што е слична на она претходна алумина што ние ја имавме. Само алумина праеше производи за врати, прозорци и така натаму. Во овој случај ќе биде значи екструзија на алуминиумски профили за автомобилска индустрија и тоа ќе биде една фабрика. А втората фабрика ќе биде уште поголема и е, да речеме, еден технолошки револуционерен скок, а тоа е шасиите на автомобилите сега трпат промени, бидејќи се оди кон електромобилноста, кон електрични автомобили, и шасиите покрај тоа што треба да бидат носечки конструкции, сега треба да бидат уште и куќишта за овие литиум-ионски батерии. И Дура, значи има подпишано договор со Daimler, значи Мерцедес е тоа, значи за производство на шасиите за сите идни возила кои што ќе се прават на Daimler, и тоа ќе се прави во Македонија. Значи Дура, таа фабрика за изработка на шасии за Daimler ќе ја прави во Македонија. Тоа беше договор кој што скоро беше склучен веќе со Чешка, значи тие има прва намера тоа да го прават во Чешка. После нашата посета, мојата и на директорот на Безцаринските зори во Њу Јорк, кога ја посетивме господјата Лин Тилтон, која што е собственик на таа цела групација Patriot Partner, значи која што има над 80 милиарди евра промет на годишно ниво, значи зборуваме за таква компанија која што има промет колку 20 буџети на државата, и тие одлучија да инвестираат во нашата држава. Исто така можам да кажам дека Магна, која што е исклучително голема компанија, исто така ја потврди пред неколку дена инвестицијата, и сите овие ќе ги објавиме. Само овие, значи, инвестиции што сега ви ги кажувам, неколку надминуваат 200 милиона евра, кои што кога ги додадете на овие 741, јасно станува од каде доаѓа над 1 милиарда инвестиции во овој период. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Почитувани слушатели, вие сте на врановите на Македонското радио, Радио Скопје. Наш гостин за разговор е вице-премиерот заложен за економски прашања Кочо Ангјушев. Нашава држава практично е во НАТО. Еден од предизборните адути на актуелната власт ќе биде дека со приемот наш во НАТО, на бизнисот му се отвара вратата да конкурира на сите тендери на Алијансата кои се мерат во милиарди. Господине Ангјушев, реално што може да очекуваат бизнисмените од НАТО? Видите, може да очекуваат многу, заради тоа што НАТО е една сериозна машинерија која што има сериозен буџет. Тој буџет, значи, е буџет за делот на оружје, меѓутоа и во делот на логистиката. На тендерските постапки на НАТО може да учествуваат само земјите членки на НАТО, што значи со влегувањето на нашата држава во НАТО, тие на нашите компании ќе им биде отворен патот да може да учествуваат на тие тендери. И сега знаете прашањето, па што ние на НАТО ќе му продадеме? Се разбира, не можеме да продадеме авиони или тенкови, бидејќи тоа не го произведуваме.
Меѓутоа, секако можеме да му продадеме тоа што произведуваме, а тоа се текстилна индустрија, тоа се обувки, тоа е логистика во делот на храна, знаете, таа армија треба да се храни, треба да се облече, треба, значи и сето тоа мисламе дека таму каде што па има нели придружна механизација која што не е во делот на лекови, треба да се лечи таа армија. Така да сето тоа е она што ние го имаме, значи, и мислам дека со овие производи сме исклучително конкурентни и мислам дека тука нашите компании кои што се во делот на ова, да речеме, производство кое што може да најде намена во армијата, ќе добијат една шанса да пласираат своји производи таму, а станува збор за милиарди евра буџети. Оваа влада преку законот за финансиска поддршка на компаниите им дава пари за развој и за нови технологии. Во јавноста некако остана незабележано, најчесто кога некоја фирма нели ќе се поврзе со некој политичар. Господин Јушев, колкави финансиски средства се потрошени за оваа намена и какви се резултатите, имајќи во предвид дека имаме економски раст? Овој економски раст е создаден врз база на некаква политика и врз база на некакви активности во држава. Политиката економска која што ние ја спроведувавме, на почеток ја нарековме план за економски раст. И тој план за економски раст очигледно даде резултати. Значи, евидентно е, немаме тука, бидејќи зборуваме со бројки, а бројките се тие кои што еве сега ние ги споделуваме со јавноста преку вашава емисија, и вие сте ги анализирале, па нормално ги кажувате. Тој план имаше 3 столба. Првиот столб беше законот за финансиска поддршка, кој што опфаќаше 2 столба. Значи, односно во законот беа 2 столба и третиот столб беше во делот на фондот за иновативност. Ако земете кога викам 2 столба, значи едниот столб е столбот кој што практично ги стимулираше компаниите да инвестираат во опрема и во технологија. Значи, државата на никогу не му даде авансно пари. Значи, државата во сите своји сегменти имаше, значи, мерки такви кои што им викаше на компаниите: вие инвестирајте во технологија, а ние ќе ви вратиме пари. Вие инвестирајте во кадар, ние ќе ви ги платиме преквалификацијата на кадарот. Вие инвестирајте во стартапи и правење нови фирми, ние ќе ви помогнеме да ги направите тие стартапи. Значи имаше во фондот за иновативност, значи мерки кои што се специјализирани за малите, микро, средни компании, додека во законот за финансиска поддршка беше за сите компании. Така да сакавме и да ги поддржиме, значи, малите компании и средните, но сакавме и нели ова сериозни компании што се преку фондот, преку законот за финансиска поддршка. Што се однесува, значи, до средствата, само оваа година се потрошени 47% повеќе пари од било која година претходно, што значи дека тие средства значително се зголемија. И што е многу важно, мислам дека ова уште е поважно, значи станува збор за средства помеѓу 40 и 50 милиона евра на годишно ниво, во кои што спаѓаат и 15 милиона евра за преквалификации кои што одат преку Министерството за труд и социјална политика, бидејќи преквалификацијата или квалификацијата е исклучително важна работа. Вие морате овие невработени луѓе некако да ги квалификувате за да можете да ги вработите. Не можете вие да ги вработите без квалификација. И затоа и дојде бројката за запосленост до 60.000, бидејќи ние луѓето ги квалификувавме и ги спремавме за индустријата. Но, да не должам многу, да се вратам на вашето конкретно прашање, значи, меѓу 40 и 50 милиона евра се трошеше секоја година за индустријата и тоа сето ги даде овие резултати кои што еве бројки ги читаме. Спиралата за раст на платите започна во август 2017 година со првото покачување на минималната плата на 12.000 денари. Сега во ноември следуваше и дополнително покачување на минималната плата на 14.500 денари. Владата започна и мерки за субвенционирање на придонесите за работодавците кои ќе ги покачат платите на своите вработени до 100 евра. Просечната плата е некаде околу 25.000 денари. Господин Ангјушев, бизнисот оваа мерка ја дочека некако на нож, несвесни дека со 500 евра плата за еден инженер, например, не само што ќе немаме инженери, туку држава наскоро ќе се соочи со сериозен недостиг од стручен кадар, па некои веќе зборуваат за увоз на странски работници од Сирија и така натаму. Ние како општество треба да знаеме што сакаме да направиме. Секој нормално тоа ќе го тумачи од свој аспект. Но некој пат општеството е контрадикторно. Викаме да ги задржиме младите, ама да не ги качиме платите. Го спречиме одливот на кадри, ама ако може инженери, вие кажавте да зимат. Да. Тоа е невозможно, знаете. И затоа ние како влада мораме објективно да ја согледаме ситуацијата. Објективната ситуација е дека минималната плата не е заштита
за сите вработени. Таа е заштита за тие кои што немаат избор во државата. Иначе, вие реално денеска да најдете работник, квалификуван, солиден за 14.500 денара, тоа е мисловна именка. Значи, едноставно, тоа е невозможно во реалната економија. Оваа заштита не е заштита за работниците, у смисол кој што се во деловите на нашата држава каде што имаат избор. Ова е, да речеме, заштита за некои повозрасни граѓанки и граѓани од нашето општество кои што се наоѓаат во пасивни краеви, кои што немаат избор и таму тие, бидејќи немаат избор што да прават, а има еден, да речеме, погон, тој може да речеме се стави во позиција да ги уценува со платите и тоа е нивна заштита. Иначе вие реално денеска општините каде што луѓето имаат избор да менуваат работно место, вие не е тоа заштита за нив, бидејќи тие секако имаат повисоки плати и од тука нели растот на просечната плата. Така да стопанствениците кои што можеби реагираат во делот на текстилната индустрија или кожарската индустрија, нив гледаме да им помогнеме да оние посовременат својата технологија, бидејќи суштинското прашање на развојот на македонската индустрија, а таа мора да се развива бидејќи тоа е еден од фундаментите за развојот на нашата економија. Ние за жал не сме така богата држава со нафта и нафтени ресурси па да се развиваме врз база на тоа газ, нафта како што е Норвешка или Блиски Исток. Не сме ни така атрактивна туристичка дестинација како Хрватска или Грчка ради морето за да можеме нели да бележиме раст врз база на туризмот и така натаму. Ние мораме да се развиваме на гранките кои што ни стојат на располагање, тие се индустрија, земјоделие, градежништво, IT технологии и како резултат на претходниве, значи трговијата. Тоа се нашите носечки, тоа е 75% од нашата економија. Ако сето тоа го земете во предвид, значи вие морате така да се структурирате. Ако сакате индустријата да ви е развиена, за мала држава таа мора да е извозно ориентирана. За да е извозно ориентирана, треба да е конкурентна. За да е конкурентна, треба да исполни 3 критериуми. Прво да има нови технологии, затоа им помагаме на фирмите да купат нови технологии. Второ е да има квалификувани луѓе што ќе работат со тие технологии, затоа ги преквалификуваме. И трето е менаџерскиот кадар да може сето тоа да го управува и нив им даваме одредена помош. Многу е важно да кажеме дека меркиве што ние ги преземавме точно во насока на купување на технологии. Значи тие ги стимулираме да купуваат нови машини, нови технологии, бидејќи само така може да бидат конкурентни. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Почитувани слушатели, вице-премиерот задолжен за економски прашања Кочо Ангјушев доаѓа од енергетскиот сектор. Факт е дека нашава држава беше прогласена за регионален шампион за реформи во енергетиката од Европската енергетска заедница. Со новата стратегија за енергетика за периодот од 2020 до 2040 година, изработена од страната на Истражувачкиот центар за енергетика и одржлив развој во МАНУ, се предвидуваат инвестиции во енергетскиот сектор во вкупна вредност од околу 17 милиарди евра. Господин Ангјушев, најнапред за фотоволтаиците и огромниот интерес од страна на домашни, но и странски компании. Сакам само да подсетам дека пред 2,5 години, кога ја преземавме, да речеме, одговорноста во државата имаше два процеса од Европска унија против нејзе, значи процеси за изречување на казни, а тука се доведовме во прашање дали ќе можеме да ги користиме ИПА фондовите, нели, значи да не ги скратат ИПА фондовите, тоа беше казната можна, бидејќи Македонија беше комплетно неусогласена во делот на законите за енергетика и подзаконските акти, а тие се тие кои што овозможуваат раст на инвестициите во енергетиката и развој на, посебно во делот на обновливите извори на електрична енергија. Тука го донесовме законот во 2018 година мај, се работеше подолг временски период, од прилика година дена, со сите јавни расправи, со комори, со ЕНЕР, онака како што личи да се донесе еден закон. И мислам дека донесовме исклучително добар закон и како резултат на тој закон, значи и подзаконски акти. И тука бевме нели оценети како главни реформатори, но тој закон не е само ради реформите и заради Европска унија, него тој закон е пред се за нашите граѓани. И тука веќе се гледаат првите резултати, а тие резултати и допрва ќе се гледаат, бидејќи во делот на фотоволтаиците се воведе механизмот на премиуми и ние направивме еден убав проект, сега можам да кажам дека беше убав и успешен, заради тоа што заврши.
Ако досега сме имале вкупно 20 мегавата у сите последни 15 години инсталирано, сега рековме 35 мегавата на државно земјиште, и ако за овие 18 мегавата што беа направени, значи државата плаќаше 5 милиона евра годишно субвенции, сега ние рековме ќе одиме на премиуми, значи каде што се дојде до нула премиум и после преминавме во позитивна аукција, каде што државата доби 3 милиона евра средства во буџетот, значи не само што нема да се плаќаат премиуми, не само што нема тоа да ја оптеретува крајната цена на електричната енергија, него уште 3 милиона евра се прибраа. Значи, со други зборови, тоа е резултат на едно знаење во таа област, кое што мислам дека ова влада го покажа. Јас доаѓам од тој сектор, работевме со мојот кабинет, со Министерство за економија, со енергетска заедница и ете, тоа е да речеме еден првичен резултат, се подпишаа уште 3 договори за ветерни паркови, еден значи во Свети Николско, еден во Демир Капија и вчера еден во Гевгелија, значи блиску до тој што е од Богданци што го имаме, значи ќе се инсталираат некаде околу 160 мегавата во ветерни електрани и до 200 мегавата во фотоволтаици, со тоа што значи во тие 200 мегавата влегуваат и дополнителните 100 мегавата кои што ќе се прават сега во Осломеј на местото на стариот рудник, а веќе 10 мегавата во Осломеј се подпишани и се градат. Значи и уште 27 мегавата на приватни парцели, граѓани кои што сакаат да градат, нели од најмали фотоволтаици па најголеми. Кога се тоа ќе го соберете, стануваат 200 мегавата и 150 мегавата, 160 мегавата ветерни електрани станаат 350 мегавата. Знаете, 350 мегавата обновливи извори, отворен простор и веќе на ставено на шини да се гради во нашава држава е многу сериозна бројка. Изградбата на хидроелектраната Чебрен е стратешки проект кој е од голема важност за енергетската стабилност на нашава држава и се разбира и во регионот на југоисточна Европа. Согласно предвидениот план се очекува до крајот на годинава да се објави меѓународен јавен повик за изградба на Чебрен. Имавме чинам 7 пропаднати тендери за изградба на хидроцентралите Чебрен и Галиште нели во Мавровскиот регион. Двете хидроцентрали се повеќе од 30 години наназад само список на желби. Господин Ангјушев, докаде постапкава за Чебрен и колку ќе чини и секако какво е значењето на оваа хидроелектрана? Значи, значењето на оваа хидроелектрана е со зголемувањето на обновливите извори на електрична енергија во системот дополнително значење добива оваа хидроелектрана и оттаму цениме, бидејќи таа е добра за балансирање, бидејќи знаете, обновливите извори се добри, но тие не се контролабилни, вие не можете да контролирате кога ќе грее сонце и кога ќе дува ветер. И во тие моменти кога не дува ветер и кога не грее сонце, вие морате да имате некој кој што ќе го надокнади таа енергија и тоа се точно хидроелектраните и Чебрен со својата инсталирана снага над 300 мегавати исклучително значаен во тој сегмент. Од тука цениме дека треба да ја обновиме постапката со изменети услови, тие изменети услови да бидат поатрактивни за инвеститорите и тоа да го пуштиме на јавно-приватно партнерство. Таа постапка отпочна на вчерашната владина седница, кога се донесе одлуката прва, значи за отпочнување на постапката за Чебрен. Во наследната владина седница во сабота ќе се формира комисијата која што треба значи да го прати тој цел процес, а ќе биде составена од сите министерства кои што имаат допирна точка со градењето на една хидроелектрана и нормално со членови на владата. И тој процес значи како тендерска постапка веќе отпочна и мислам дека овој пат ќе заврши успешно. Почитувани слушатели, гостин во Македонското радио Скопје е вице-премиерот задолжен за економски прашања во владата Кочо Ангјушев. Од компанија во стечај поранешен Фени, денес Euronickel Industry со расчистени долгови кон сите доверители, вклучително и кон вработените, извезува во вредност од 200 милиони евра и учествува со 1,8% во вкупниот бруто домашен производ на државата и има плати чинам за 30% повисоки од просекот во држава. Господин Ангјушев, старите бугарски газди ве обвинува и вас и се води еден судски спор, меѓутоа како Фени вака застана на нозе? Прво, газдите стари не се бугарски, него се узбекистански, казахстански и руски. Значи така е мешан капиталок, иако тие имаат формирано фирма во Холандија и тие ја имаа доведено ситуацијата во компанијата да на македонските компании им должат 72 милиона евра, 40 милиона над банките и остатокот на другите компании 30 милиона. Значи тоа беше во опасност да никогаш не се плати и нивната намера беше веројатно таа
да се направи еден стечај во кој што едноставно македонските компании и банки ќе ги изгубат овие пари, а да не заборавиме дека во македонските банки се парите на македонските граѓани. Тоа беше една сериозна опасност која што ја имавме на почетокот од мандатот и со која што требаше да се справиме. Таа фабрика веројатно да се немаше доволно знаење, упорност и во влада и на институциите, ќе ја делеше судбината со Охис, со не знам ФАС 11 октомври, со Верешката пилница, но мислам дека тука се изреагира на најсоодветен начин и мислам дека тоа е резултат зашто денеска Фени е единствениот успешен стечај во државата со 100% наплата. Значи, инвеститорите ги исплатија сите доверители, продолжија да работат и веќе ја пуштија и втората печка. Јас очекувам дека Фени следната година ќе има дополнителен ефект од 100 милиона евра во нашето стопанство, што ценам дека е исклучително добро. И процесот, еве можам ексклузивно за вашата емисија да кажам, дека процесот, според моите сознанија кои што старите газди го водеа како арбитражен процес пред арбитражата во Вашингтон, тие соочени со доказите кои што нашите адвокати ги презентираа во Вашингтон, тие ја повлекоа својата тужба и практично не само што ја повлекоа тужбата, него и ќе се обештети државата за сите потрошени средства сега во арбитражната постапка. Тоа е, еве вака, ексклузивна информација за вашата емисија, која што ќе објавиме деновиве, и тоа е првата арбитража која што нашата држава во целост ја добила на меѓународните арбитражни судови, во кои што ќе си ги поврати сите пари кои што се потрошени. Значи, не само што Фени проработе, него мислам дека и ја докажавме правдата меѓународна, дека се било исправно постапено во нашата држава. Преку фондот за иновации и во иднина ќе се трансферираат буџетски средства за развој на компаниите. Иако, почитуван Ањуше, вие како бизнисмен согласно законот се откажавте од управувачките права, сепак вашите компании се на други носители, меѓутоа бевте отцрнети малку во политичката јавност. Како и овие компании, пример на функционерите во владата да бидат равноправни во добивањето на финансиски средства од државата? Значи, прво сакам да потенцирам и да подвлечам дека ни една моја компанија не доби ни еден денар. Тоа е суштината и моите компании, таму кај што сум јас сопственик, јас сум сопственик, транспарентно, јас кога влегов во влада, прикажав анкетен лист, не аплицира, односно на почетокот таму кај што аплицира се повлекува. Јас се повлекувам од владата. Моите компании не само што немаат добивка и интерес од таа работа, напротив, имаа штета и тоа го покажува, значи ги покажуваат бројките. После јас сум почнал со стопанство, се бавам 2003 година и до 2018, бидејќи тоа не се пилјари, него се фабрики, инженерски компании и така натаму. Таму процесите, да речеме, сега јас знам како ќе заврши 2020 година, бидејќи тоа не е преку ноќ не се прави таму. Така да до 2018 тие растеа, не помалку од 10 до 20% годишно, и во 2019 имаше пат од 20% на прометот и 50% на профитот, и тоа е факт, тоа е вистина. Така да, генерално земено, она што беше обвинување во делот на дневната политика, ја би рекол играње со сензитивноста на народот, бидејќи тие сите очекуваат дека секој кој што доаѓа во влада доаѓа за некакви лични интереси, веројатно таква е перцепцијата на народот и веројатно тоа и го покажала историјата уназад. Јас можам да зборувам за себе, мојот мотив не беше тој, напротив беше мотивот да помогнам колку што можам. Нема да зборам за тоа колку сум помогнал, тоа ќе оставам други да го кажат, иако бројкиве веќе нешто кажуваат за сето тоа. Но, еве, јас сум тој истиот прв, кој што вика, еве, доволно е влада, така, значи, додека сите се тепаат да бидат во влада, јас викам, еве, јас направив што можев и ќе си одам од влада и ќе си продолжам да бидам стопанственик. Значи, кратко речено, ако беше интенцијата на прашањето дали моите компании имале придобивка, не, имале штета, а што се однесува, значи, до тие некакви оцрнувања кои што ги кажавте, тоа ќе оставам во делот на дневно-политичката борба помеѓу партиите и атрактивноста, како кажем, сензационалноста на информациите, кои што медиумите се обидуваат секогаш да ја направат за да бидат читани и гледани. За жал, во нашата држава некако се повторува правилото дека само успехот не може да ви го простат. И за крај на нашиот разговор, господин Ањуше, вие изјавивте дека во оваа влада сте се договорили со премиерот само за еден мандат. Еве, доаѓаат априлските воени парламентарни избори, што потоа?
Па да, јас се договорив со премиерот дека ќе поддржувам владата и ќе правам придонес во економијата во делот додека и тој премиер и додека таа влада е во полна функција. Јас тоа го исполнив. Иако ако сакав да го гледам личниот интерес, веројатно требаше на пола да ја напуштам владата, но премиерот веќе нема да биде премиер која ќе има техничка влада, ќе има технички премиер, тоа ќе биде влада која се подготвува за избори. Јас не сум член на политичка партија, како што знаете, значи во таа смисла и нема да учествувам и да бидам на ниедна листа, на ниедни избори. И тука мислам дека треба да се остави простор на политиката за да се тој изборен процес помине, а после 12 април, кога ќе бидат изборите најверојатно, мислам зависно од изборните резултати, јас се надевам дека државата ќе продолжи во истиот правец во кој што сега се наоѓа и дека ќе има народот сенс тоа да го препознае. Ќе се формира нова влада. Во таа влада јас најверојатно не би прифатил да бидам член од причините што веќе ви ги образложив. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Имаме уште долго да разговараме, господине вице-премиере, меѓутоа чинам дека е доволно за емисија за нашите слушатели. Мене ми останува да ви се заблагодарам за разговор. Ви благодарам и вас за поканата и ја користам приликата на сите ваши слушатели да им честитам престојните новогодишни божични празници на тие што се од католичка вероисповест, веќе празниците нивни полека течат и поминуваат, и да им посакам на сите лично здравје, здравје во семејствата, а за државата подобар просперитет.